Добре дојдовте во уште едно дружење на Шанк, вашата омилена емисија стартува сега, овде сме да ве опуштиме, да ве релаксираме. Пред се да ве потсетиме дека е време да испиете кафенце во наше друштво. Веднаш започнам со кафето затоа што туку што го завршив мојата доза на кафе. Најдоброто турско кафе овој пат не дружи на Шанк, заедно со моите гости ќе испиеме кафенце, ќе се наполниме со енергија за супер дружење заедно со вас, драга моја публика. Она енергија што ќе ви треба е поврзана и со многу смеење во студиото. Ќе започнам со заклучокот на денот дека на денешно време е многу тешко да си во брак. Ако се прашувате зошто е тешко да си во брак, ќе ви кажам само неколку факти. Нелсон Мандела го знаете сите. Ако не го знаете, изгуглајте го да знаете, макар што е срамота да не го знаете. 27 години човеков бил во затвор. 27 години човекот бил тепан секој ден. Значи јадел ќотек и бил малтретиран 27 години секој ден, денонокња. Излегол од затвор, се вратил кај жена му, бил 6 месеци со неја во брак и се развел. Значи не можел да истрпи 6 месеци, а 27 години ќотек со бајле вечер истрпил. Ама жена му 6 месеци ја трпел. Тешко е да си во брак. И ако не ми верувате си уште, ево трпе ситуација, седи трпе у кафана, влага некој батка овдека и вика: "Ај, сите што ви е страф од жена ви, да станете сега." Сите батки станале у кафанава, само трпе седи на маса. "Шо е, фраер, шо тебе не ти е страф од жена ти, шо не станеш бе?" "Ќути бе, само името што го спомна, нозе ми се пресекоа." Поздрав до сите ваши сопруги кои ги сакате најмногу на цел свет. Ова беше само за да се насмееме. Па, драга моја публика, од најубавото студио, благодарение на Panprint, местото каде што можете да најдете се што е потребно за вашиот бизнис, зборам за промотивен материјал, местото каде што можете да најдете се што е потребно за уредување на вашиот дом, вакви убави тапети, вака добри ефекти да имате, сликата на вашата жена да си ја ставите удневна, што и да ви падне на ум, со нивната креативна овде да ви помогнат и вашата идеја да биде изреализирана. Започнува дружењето на Шанка. Еве сме позиција на Шанк, време е да го најавам мојот феноменален гостин, човекот кој приватно го знам и во кој професионално верувам дека доправа може да ви покаже што се може, го има па го снимува на музичката сцена, но сите добро го знаете. Абе си прави што си сака, си може, си излегува, си прави хит, го снимува, си одмара, се враќа, пак прави хит. Даниел Дан, добре ми дојде. Добро те најдов. Поканата. Убаво секој ден се гледаме, сега да не се лажеме. Скоро секој ден се гледаме, ама сега вака убаво. Вака пред јавност малку. Вака пред јавност, као да имаш шо преш, не сум те видела. Ама мислам дека во право бев, те има па те нема, ама кога ќе се вратиш, знаеш колититно се вратиш. Па се надевам дека е така, како што велиш, да, значи изминати 2 години некако стагнирав или да речам дека не бев толку актуелен на музичката сцена. Според мене оправдано. Едноставно решив дека треба малку поинаку да си ги насочам работите. Пред некои 2 години настапав и на Скопскиот и на Макфест. Ситуацијата во Македонија е таква каде што нели имаше турбуленции во однос на музиката и целата музичка ситуација во нашата земја, така да едноставно можеби и ми требаше еден таков померен период да речам, што не значи дека јас воопшто не работев, едноставно мене имаше пред јавноста далеко дека си мрзлив. Со нешто ново. Далеко дека си мрзлив. Така да јас работевме Sunshine со Марга, тоа е нашето најново издание. И еве периодов сме во фаза кога го промовираме и новиот свот. Одма ми скокна на причината зошто се собравме. Нормално. Ќе ја поздравиме и Марга, ќе збориме за новата песна. Само јас имам процедура, ќе мине во емисија тие како јавна администрација, ќе мине се све со процедура. Ставам на очари. Се свија да моментот. Ама ќура сум. А ова дека кај Дадар хибаме шминка многу убаво и морам вака да се види шминкава, па после да ќе ги поздравиме обавезно. Кратки прашања имам за тебе за да запознаеме публиката вака како се гледа Жишко. Да, за ладење ми се тие стајни. Не за прашања, викам Жишки ли се? Не, овие не се Жишките, после се Жишките. Ова е лесно. Во хороскоп сум Риба. Колку си емотивец ти. Ти колку си емотивец. Слушај, велат дека заради тоа што сум познак лав, па како малку некако се балансира. Добре, ми се свиѓа подзнакот. Ми се свиѓа подзнакот. Може да разговараме ова. Рибиве ми се малку така. Поздрав другарка. Затоа сум креативен, или од таа страна.
Од таму е. Тоа е. Знаеш дека повеќето сте поврзани си со таа кариера? Па сигурно, мислам, нели важат рибите како Креативци. зодиечки знак, да. Точно. Омилена дестинација за одмор? Било каде на море да. Плажа и море. Не е битно. Не бирам. Точно, тука се согласувам. Најубавата работа која имам дома е? Дома Бруно, моето кученце, само ете. Значи, искрено ти кажам дека се очекував некаде или да спомнеш некој од домашниве или куќа, значи очекував такво нешто, ако беше предмет, тука ќе ми беше онака време. Само ја имаш колку е Бруно? Па Бруно веќе има 6 години. Машала. Да, 6 години го чуваме и не знам, многу се усакам така. Тоа е најубавото нешто по дома. После По тебе дома, или пред да. тебе? Сега не знам, ја не го гледам така, ја гледам за мене, пред мене. Моите дома и не ме гледаат толку многу, така да може би Бруно име пред мене. Гостите кои ќе дојдат, што прв гледаат да поздрават Бруно или тебе? Бруно ги дочекува, значи без нив не може да помине. Значи така да- најубавото нешто дома е Бруно, се разбравме. Омилено животно? Може да биде од денешно не може да ги чуваш. Сакам коњи. Дефинитивно, не сериозно. Секогаш сум размислувал кога би имал нели голем Ранч. простор и ранчето, така ја дефинитивно би чувал коњи. Кога би имал ранч, јас би те молела да ми изнајмиш под Добро. кирија една соба. Многу сакав од оние шпански серии да бидам дека ме пасионат трчаш За спот. по ранчот, да. Добро. Омилено животно кој, значи кажавме, најубавата работа дома Бруно, еве сум да се најдам. Омилена македонска песна. Без твоите. Не мислев на моја песна. Се мислам на времето можеби кога јас растав и бев тинеџер, значи тоа се македонски песни во однос на, не знам, Тоша Проески, Нокаут, Терезана, Карлина, Ама една песна Ареа. што ти била омилена. Мораш да ми одмислиш сега, на твојот портал ме тераш еднаш да одговарам на овој песни, јас си одлучив тогаш, си одбрав. Тоша Проески некаде во неките. Значи, тоа е, да, или ги ми кажеш, или омилена храна. Салати. Абе, ајде. Па да, Добро сериозно, ствари. не знам што е. Океј. Види, не, вака, ако Сакаше да зомбира колига. Ако морам да бидам искрен, тогаш тоа се торти, колачи, благо да, со тоа што последен период се обидувам да не јадам и не јадам сериозно, не јадам. Човек е некои месеци скрос ништо не јадам. Ја не благо. јадам. Салати. И затоа не ги сте во милени, но Ама да, ги преферираш. Се плашам од голем сум, ама се плашам од темнина, кога сум сам. да? Ја мислев мојот, јас од ајкули се плашам. Точно? Од ајкули, кој ми Не рече сум видел, побо не знам, кај ќе заплашам најдеш и од тоа, ајкула. бе, Не да. знам, добро да нема врска си мислам, јас дека ми е страв од ајкули. Сега сите може да глумиме лудило. Види, ја освен што сум креативен и на музичко поле, очигледно сум креативен и вака, Да. значи кога ќе останеш сам и онака така замислувам. Добро, ако гледаш хорор филмови, да ти кажам право и не си. Па, престанувам веќе да ја гледам, заради тоа што ако добро сеќам пред неколку години го гледавме Екзорцизмот на Емили Роуз, текнува, не со Сум се згазила од смеење Ти се кажеш на тој. смеење, јас не, заради тоа што точно во 3:33, јас дома како се враќам, се собираме души што го гледаме филмот се останато, нели? И пешке нека дома ми текна тогаш во како назва малку до дома да стигнам, само што стигнам дома, значи сериозно беше 3:33, така мислам дека беше филмот. Мене ми звони телефонот. Али тоа намерно другари го направиле, па сега ти Добре. види. Јас Јас после тоа бев со трауми, Ама, со светло дома спим. Вие не знаете да гледате хорор филмови. 2 флаши вино и се е комедија на филмот. Па почнуваш да ја викаш нашмингај се мори Емили или каква си. Емили, нашмингај Или се, после да. тоа се гледаш, јас се гледам огледало си викам Емили ти била страшна таа и правеле екзорцизам, мене што треба да ми направи она после 2 флаши види. вино. Емили не е страшна, ама она подсвеста нели, мислам се претпоставам дека голем дел од јавноста знае зашто се работи во филмот и тоа нека остане подсвест и кога ќе останеш сам си правиш филмови. Да, Продолженија правиме. Да на 2 флаши вино ништо не ви останува подсвест, слободно пробајте. Ќе се сетам нова нареден пат. Најмногу ме нервира. Најмногу ме нервира кога луѓето не се стојат на зборот и кога не се искрени. Знаеш, нема потреба за некои работи да се лажеме или да ветуваме или некои работи кои што нема да ги спомним, дека никого не бара нешто што не може да го направат, меѓутоа кога веќе сте се договориле за нешто или сте не знам, или едноставно сте направиле план за нешто, па после Треба да да не се си точно стоите за зборот, тоа. според мене. Добро. Омилен предмет во училиште кој ти беше? Училиште. Па, да не сме долго престарени, Ајде да знам. Омилено, мене ми Предмет. беше, да, македонски.
А предмет таков, ја предмети се знаеш што те... Гума. Тоа е мисля. Гума. Има предмет. Па што знам музичко, бе. Најтешкиот. Значи, не е точно. Мајка ми, шо лупаш, мори, вежбам за музичко за петка, да. Види, претпоставам дека на голем дел од соучениците им било као досадно, нели, или музика. Што? Мене сериозно ми беше интересно, затоа што јас никош немав можност да идам на музичко училиште се потковам, зборам, нели, на тој начин. Меѓутоа секогаш ме интересирала музиката. Јас сериозно сакав да научам работа. Значи јас сеќавам дека останав, дека се пријавив на музички секции, на хор. Да, значи ја гледав професорката кога свири, па сакав да ми покаже да научам нешто да свирам или останав после часови, значи секој ќе ми текне, меѓутоа тоа го сакав. Кога ќе биде слободен клавирот да можам да свирам. Ама еве го резултатот. Ева го резултатот. Кога имам слободно време, сакам да... Сакам да одмарам. Кој не сака да лежам. Не, знаеш што, во принцип многу малку имам слободно време. Не знам никако да го дефинирам тоа заради тоа што во текот на денот се занимавам со навистина многу работи, многу обврски, не би ги нарекол обврски заради тоа што време да гледаш серија? се работи кои што многу ретко. Не, значи со друштво кога се собираме, најчесто они се онакви као правиме моменти као леле оваа серија ми заврши, леле оваа серија сега ќе почнеме што ова. Јас сум онакви као добро, колку серии тоа гледате? Као 20? Кога имате време маратонски да ги гледате си? Сега те верувам дека вистина ти си немал време, штом не гледаш серии, те верувам. Многу ретко, можеби преку летото некогаш да пуштам некој, тоа баш онака да изгледам маратонски, смисол на сабота или недела, ја пуштам цела сезона денеска и ја гледам. Па добро, сега е во ред. Не знам дали ти се верува дека како беше, кажи ми Game of Thrones, да. Да, не сум ја гледала никогаш. Не сум ја гледал никогаш. Се обидов, значи првата сезона се обидов да ја гледам, два пати ја гледам, не можам. Прво ми е досадно, мислам најверојатно заради тоа што има многу ликови, многу е долга епизодата и онака сите од друштво ми велат како да не е можно да не се гледа, како тоа е нешто треба да се гледа, викам, ајде, окей, нели као, или јас сум нешто заостанат, или не сум текстот, не сум тренд, а прво немам време сериозно толку многу да ги следам. Да застанам пред телевизорот цел ден 24 часа. Не, мислам подобро музика ќе правам. Тоа е нешто најмногу правам и на што најмногу трошам време. Сега таман се вративме на она што е причина што ми е задоволство што сме овде на Шанк. Марга Сул во соработка со Даниел Дан, најновата песна од вас двајца и зошто, како, што, кој беше иницијатор, зошто сега ти текна, зошто таа песна, зошто Марга Сул во соработка, си сакам да ми раскажеш. Јас со Марга се знам можеби повеќе од 10 години, или нормално, значи музичкиот шоу-бизнес кај нас Македонија едноставно не спои. Ако се добро сеќавам уште 2008 на Охрид Уест, бевме јас се викам цимери, меѓутоа не бевме цимери, туку бевме соба до соба, како да се дружевме, значи бевме наистина блиски тој период и едноставно во текот на наредните години, нели, секој со своите обврски, свои работи, се насочивме секој кон своето, меѓутоа се знаевме, нели, да се видиме, да искомуницираме најчесто преку Facebook, заради тоа што пак ќе напоменам сите, нели, со своите обврски на страна и па веќе 2 години значи пројдоа. Марга имаше статус во однос на тоа колку македонските артисти и можеби не соработуваат толку меѓу себе, би требало. Точно. Апсолутно го делам и нејзиното мислење, тоа беше и мој став. И едноставно искомунициравме, решивме дека можеби е време сериозно да пробаме нешто да направиме, бидејќи ја не правев ништо на музички план. Претходно имав завршена соработката со Масевски, едноставно сметав дека ми треба еден мал онаков празен простор, да навлезам во некои си нови води можеби и мислам дека правец е ова што сега го работам со Марга. Малку би накопсило до нешто можеби се навикнете луѓето да ми слушаат, зборам како мои авторски песни, меѓутоа на моите свирки оние кои што имале може да доаѓаат знаат дека тоа е малку не ми е толку стран стил. Марга ми прати демо. Санше ја прати, тогаш мислам дека не се ни викаше Саншај. Марга ја праќа кај тебе? Да, добро. Тука значи одма почнува заплетот. Да, вика значи Даниел, слушај ова е го слушам саксот на почетокот, нели кој ќе слушате песната ќе текне, викам, окей, стопирам, не ја ни дослушувам, викам Марга, ова е тоа, кога идеме да снимаме. Браво. Буквално така се случи, значи И значи име во отпосле дојде Саншај? Да, мислам песната реално беше готова, меѓутоа она се двумеше. Ќе ни откриеш другата верзија која била? Да ви сигурно сакам отпосле да видам да според некој. Не, знаеш дека не се сеќавам дека нема да. Ние брат не сакавме Бруно да го крстиме, да ти кажам, сега например куќето ти е Бруно, фала Богу што ни го крстивме Бруно. Ама нема врска што ги вика, ќе вика. Сакавме да
крстиме трупче, Не, среќа сега ќе ти кажам, Sunshine а, ја крстев. Првичната работа беше што Марга сакаше Sunshine да сниме на македонски. Реално Sunshine и има македонска верзија, се вика Мое се и е пуштена, наскоро ќе пуштиме спотот со Мое се. Не Мое се. Па не, тотално не, различна е тематиката. Јас искрено бев малку против македонската верзија, не за друго, не дека сметам дека е лоша или знам што, меѓутоа сметам дека многу повеќе и прилегаше да биде Sunshine и онака како што е направено во оригинална верзија. За жал секогаш кога се обидуваме да ги преведеме нештата и не знам да ги преработиме, не е тоа. Мислам, Така. се разбираме. Кога првичната идеја, првичната креација ти е Sunshine и нели ја создаваш музиката во таа насока, аранжманот го правиш во таа насока, ја изведуваш како Sunshine, после многу поинаку сите тие, да речеме, импровизации, Ја доживуваш другчие, за да ги сосем. пренесам како на Мое се, во случајот на македонската верзија. Но како и да е, значи излезе и македонска верзија. Јас сум повеќе за Sunshine, ако мене ме прашувате. И ако тебе да прашувам, јас сум повеќе за оригиналната верзија Sunshine да слушнеме, ако се согласуваш Се со мене. согласувам, тој спот единствено го имате сега, Па така не, вие ќе измонтираме од другиот слики, од тебе слики, од Марга слики, од мене. Договорено. Ќе направиме, ме разбираш? Договорено. Не, тој е најмал проблем. Ама ред збор 2 и за спотчето и може да го најавам. Значи, спотот го работевме минатата година во октомври. Вие се лабаво си правите. Лабави не само што лабави, туку буквално ги фативме последните денови, заради тоа што ние баравме нели Sunshine, сонце, самиот збор, и баравме да Ово имаме свет добро дождови. време, да, а ако добро се сеќавате минатата година, значи беше турбуленција, значи еден ден на сонце, еден ден Да, на дождови, ветрови, и Цела така година се молевме, викам, мора да има ден, пошто цела екипа веќе не е спремна, треба да појдеме да снимаме Цела спот. година сакам да трчам, цела година Да, врнеш, добро. јас затоа сум дебела, Дебела, се немој така. И сонце дојде. Да, сонце дојде, се спакувавме за викенд, го снимавме во Преспа. Најубавиот регион во Македонија, дефинитивно. Имавме околу 30 на статисти, така да е благодарност до сите нив. Главната улога, да речем, и припадна на Николина Слаковска, една преубава девојка која што ќе Ако видите не ме во- викајте која што ќе вие у видите во спотови спотот. пак, Па, ако. па здраве, нареден спот, чекај. Ако има сонце, ако Ако трчаш, има ќе сонце, те ако викнеме трчаш. сега. Да. Што да ти кажам? Го снимаше Exit B продукција, односно Бошко Солич, значи тој беше главниот камерман, додека пак постпродукцијата, односно монтирањето ни припадна на Марги и на мене. Ние заедно го спакувавме. Знам дека имаш ти жички во тој дел од таа професија. Креативниот дел и заедно го правиме, така да тука всушност и реално многу се наоѓаме со Марга во однос на креативноста, затоа и мислам дека ќе имаме многу успешни наредни соработки. Тоест веќе и работиме, значи и тоа да не ти кажам се пред време, како погледнат спотот. Може да моја публика да уживате во Даниел Дани и Марга со Sunshine.
Назад на шанк со мојот гостин Даниел Дан, тоа што пред малку го слушнавте и погледнавте најновата хит песна за ова лето во соработка со Марга Soul Sunshine и еве се служам со тебе дека не дека јас не ги сакам македонските песни, ама мене посебно ми е мило кога ќе направиме наш продукт кој има светски квалитет и кој цел свет може да го разбере. И јас уште се чудам зошто една Ина, една ваква се прославија толку многу со еден регион кој што беше непознат на музичко поле, а ние се уште тапкаме во место. Мислам дека што немаат храброст баш вака да прават. Знаеш кој моментот сум размислувал на конкретно на оваа тема? Да речеме некако можеби публиката на овој регион, значи сега нема да земам само Македонија, ќе го земам нели поширокиот Балкан е едноставно е насочена кон малку поинаков стил на музика. Сега, сите не, значи нешто кога ќе кажат па ти од Македонија доаѓаш зашто пееш таква музика, да заради тоа што јас не сум роден во 60-тите, туку сум роден значи во овој век. Значи слушаме, имаме можност да слушаме многу поширок спектар на музика, значи инфлуенциите се од многу подалеку, не се само од ова тло. И едноставно мене како некој што е креативец, идеите за создавање на нешто ново доаѓаат од сите тие страни. И јас не можам да се насочам мене да ми кажат дека па ти доаѓаш од Македонија зашто не правиш само во 7-8 минути, мислам, карикирам, меѓутоа така е, нели моментот сите сакаат тоа. Едноставно не заради тоа што слушам многу поразлични работи, значи многу поразлични работи допираат до мене и се обидувам сето тоа да го изесам на малку поинаков начин. Дури кога ние се обидуваме да создаваме дали денс, дали хаус, дали било што, јас сум сигурен дека во тоа негде надзира нашата македонштина, меѓутоа на многу поинаков начин представена. И сето тоа реално може многу поинако, тоест подобро да помине, зборам во светски рамки, односно надвор, односно на новите генерации кои што слушаат, и затоа е убаво тоа да се прави на англиски за да може и они да го разберат тоа што ние го правиме. Апсолутно не сум против македонски да се прави, меѓутоа не гледам причината зашто во Македонија го споруваат тој момент. Знаеш, дури кога ќе направиш на англиски, као не сите, меѓутоа голем дел од медиумите, значи не сметаат дека не е тоа нешто кое што треба да го промовираат, напротив, мислам, че ние сме 2 милиона народ и некако мораме да соработуваме и медиумите да ги поддржат уметниците кои што создаваат нешто ново, значи без разлика на кој език е тоа создадено, сепак тоа на крајот е Made in Macedоnia. И е уметност, еден збор е уметност. Така мислам, како ти кажам, и производи излезуваме надвор. Не треба да познава граници. Прво ќе те пофалам многу да седиш на шанк. Од сите гости досега што ми дошли имаш најдобар став за на шанк. Вака убав ти е. Така ќе се согласиш со мене. Ова значи дека си често на шанк, сакав тоа ти речам да нема книжно искуство. Види колку ги излагаме вака, да, сакам вака. Ама не, знаеш ќе кажам, скуден човек како сакаш седниме на шанк, тоа е. Јас како сакаш седниме на шанк, тоа е. Да ми е жива и здрава табла, дека ја ставаш, дека и почнаш. Дани, на почеток сегаш ги прашам гости, ама за тебе дека си ми толку близок и толку ми е опуштено и пријатно. Не сме на крај, ама некако ќе ми се мене прашање нигде никаде како она ќе дое како бум ќе го удрам, ама морам да прашам. Првиот момент кога откри дека ќе пееш, дека ќе се занимаваш со музика. Нема таков момент, сите тоа ме прашуваат. Значи, како ти кажам, не се будиш савели се викаш, јас ќе пеам. Добре, мене кога ме прашаат како стана водителка, има момент на 6 годинки прв пат кога ме однесоа во радио и кога јас почнав без срам да зборам на микрофон и после тоа само дете од 6 годинки побарав пак да ме однесат. Добре, кај мене може би приказам малку поинако. Во моето семејство и дедо ми и татко ми се занимавале со музика, меѓутоа не професионално, не во тоа, значи свиреле хармоника, свиреле по бендови. Така да јас во моето семејство од секојаш си имав дома инструменти, некој јас се сеќам онака како нели сробили слики во глава, дека имав некој мало армониче, буквално ќе се го влечев сегде, значи каде јадев свирев на него. Имав голема армоника која што на татко ми му ја искршив, така да се идеја. А сега знаеш да свираш хармоника? Знам онака со клавише, меѓутоа и да тегнам бас делот не го знам, никош не го научив. Меѓутоа кога бев мал ми беше тешко да влечем вака текнува. И значи ја ставев доле на под и се замислив вака ја влечев за да можам воздух да за да може клавишите да свират. И на тој начин не искинав, ја искршив. Ама нели така се случи? Ама пеењето кога те слушна прв пат дека имаш глас? Се сеќаваш кога ти рече дека имаме талент? Интересно, па не знам дали рекоа дека има талент, заради тоа што јас сам, значи јас си правев песни, како да кажам. Јас не знам ни дека сакам да пеам, ни дека што сакам да правам. Едноставно јас сакам да си правам песни, јас си измислував на свој измислен јазик, си снимав песни. Значи имав кастофонче,
ќе пуштев, ќе се свирев, ќе си правев песни. Ми така дека тоа време правев некоја песна, човече, ќе се смееш само на некој шпански јазик, беше директно моментот беа популарни Касандра. Беше ја мори. И сега дома сигурно дека негде имам и касета, тоа е срамота, не знам треба. Зашо да ни ме питаш шо? Да видам што е. Си пееш. Да, види, значи ја бев во период кога беше многу популарен Тоше Проески, значи нели тогаш, така да еве да речем ако некој мене ми бил узор или некој на кој што треба да се огледам, тоа сигурно беше тој, заради тоа што нели се обидов да ги пеам песните како него, да наликуваш, се обидуваш да ги фаќаш цаките кои што ги прави. Меѓутоа ја реално на почетокот никогаш не се гледав себе си како пеач. Значи не знам, немав тенденција да станам пеач. Ја сакам да пеам, да музицирам, да креирам нова музика, меѓутоа не се гледав себе си како пеач. Едноставно тоа Онак. Сакам да кажам, си дојде самото по себе. Првот кога стапнав на сцена, после сватив дека сори и сакам да пеам. Замисли, реално твоиве биле во многу тежок период. Ти си правиш песни на касетофон и тоа на Они ништо не ги шпански. разбира. Измислени, они ништо не разбираат. И тука тоа е најтежок момент за фамилијата, затоа што они не знаат дали детето им е добра или детето е талентирано, ме разбираш? Тука се вака. И они се молат да е детето талентирано. И фала Богу, детето е талентирано. Сега ќе ти кажам, секам на моменти дека дома кога ни доаѓаа гости, сега онака нели мове знаат дека нешто снимав, значи онака ќе ми избуркаат, нели дека да не отпуштија песната што правиш онака како песна да ја пушта. Браво. Првиот момент кога стана популарен да луѓето да знаат кој е Даниел Дан, се сеќаваш на тој момент, првот кога стана свесен за тоа дека сакал некој на некој интересен начин влеза во музичкиот свет и Македонија разбра за тебе. Знаеш кој момент најмногу го памтам? Мислам сега не е во смисла како популарност или како Да го паметиш речем онака тоа. дека ја луѓе влегов во ова. Влегав во ова кога се вратив после Охридфест, значи 2000 мојот прв настап официјален беше 2005 на Маквес. Меѓутоа не го сметам тоа за никаков си, не знам, кузне каков успех. Тоа беше во дебитантската вечер, да. Да, значи бев меѓу тие први 5 како и да е. Да речеме на некој начин ми беше потик кој што ми даде значи нека основа си викам беше прашањето окей, дали сум ја доволно добра за ова, дали можам или не можам. Со оглед на тоа што тогаш на Маквес бев и комплетен автор, значи како музика, текст, аранжман. И сериозно ми значеше многу да нели некој каже аха ова е добро, може да иде понатаму. И со самото тоа ми даде елан и сила дека аха ова е окей, this is it, можам да го работам ова. 2008 се губам од себе, го се второто место на Охридфест и се сеќавам дека после нели целата еуфорија како поминаа сите работи, дека сериозно не бев свесен дека ќе постигнам таков успех и дека губам од себе ќе стане хит кој што ќе се слуша. И Evergreen дури, јас можам слободно Evergreen да речем. Далеко ми од поновите. Да. Мене ми од мојата генерација ми е песна што ја паметам. Дека нели на моментот што велиш дека сум влегол веќе во овој бизнис беше кога се вратив во Скопје, сеќавам дека во такси се возев и на радио иде губам од себе. И онака бев као немаше на кого да му кажам, ми беше онака таксистот, ова е моја песна, знаеш? Јас сум као. Да. Да, убав момент, пак се тоа е убав момент, да. Сите останати работи во смисла нели фанови на публика кои што те следи, кои што доаѓа на настапите се разбира дека се убави работи, дека нормално ми исполнуваат. Мито не гледам на тоа ништо како не знам, ами кога слушаш твоја песна на радио веќе тоа е најголемиот момент и моментот кога на свирките на настапите луѓето ги пеат твоите песни. Како човек си многу искрен, така? Па сум. Добро, оти сега имаме една игра да играме. Ајде сега својде да игри. Мислам, знаеш, вајда, спремен си ми мој човек, се ти не те пуштам Моган така, знаеш дека ти правам и да, значи сега ќе ми одговориш на прашањата со сум или со не сум. Шум ги ставам на чарите. Ова ќе поздравиме Ана. Ана, ако рече да не ти поставам прашања. Ана, поздрав. А јас пак ќе ти поставам дека инаку што нема да биде интересна играва како. Никогаш не сум патувал автостоп. Не сум. Никогаш не сум настапувал под дејство на алкохол. Па сега. Многу сме искрени. Никогаш не сум бил уапсен од полиција. Па не сум бил. Како ме не си? Па како да си бил уапсен од полиција? Да, но не со сомарица со све. Не, ама имам приказна за сомарица, секам Онака те возел до дома? Не ме возел, ама ме застанаа на след полиција, тоа со накво со сирена со тој како застани. Беше некој да ние полициски часови, ако се сеќавате некој 10-ти години кога ние не бевме во Скопје.
Јас не ни знаев дека има нешто такво, не е битно, научи 12 си одам така скоро по главна улица, да не речам по тротоар, и гледам сирени, светло на мене се уклучи, застани кога лична карта ми баре, бев како онака шок. Добро, значи до само тоа е најдалеко што се стигнал до Тоа е, Марица. не сум се возел со Марица. Не е ништо удобно. Не е ништо удобно. Никогаш не сум го сретнал својот двојник. Некој што личи на тебе, така ли река? Имаме двојници што личат на нас. Имам братучеди кои мојата си ја што многу сретнав. личат на мене и велат дека некош дали така како ќе не препознал да речеме онака далеко. Ама тоа ти е роднина, мора да личи на тебе, генетски. А ти си го препознал? Сретнав девојка, конечно што сите ми ја збореа дека личи на мене, ја најдов. И девојчава стварно личи, да, се вика Значи ти кога Александра. сакаш да земеш одмор, си ја викаш девојката, викаш ти дојди тука на Шанк. И само ќути. А од кај знаеш може ја бил? Не, види. Баш како девојчето наоѓа сончеви денови да трча. Не, и у тоа личиме. Интересна работа, и у тоа личиме. Ама не, стварно ја среднав девојка ми ја збореа толку време дека личи, не ми викам дај да јам шо личиш, пак сум малку поубава од неа, ама мене па ме шминка. Поздрав до Дада. Никогаш не сум работел како шанкер. Не сум, ама добро сакам. Мене види не печале во тоа, додуше ја од ова не печалам. Лик ми чуај, да се обидам да. Не, врзан си со микрофонот, седи. Сум работела без пари, правев коктели за... Без пари? Па добро, они ми го дадоа алкохолот од шанкот, а беше целта да славев роден ден, за да поминам поевтина. Се договорим дека јас ќе ги направам коктелите, се со аман заман, за да можам друштво моје да го опијам. Не правам веќе такви забави, оти тогаш не помина ефтина. И така правев коктели, ама работев на Шанк, сега правев вечерта, се најдеш неколку будали таму што сака да им направам коктел, живи здрави се, фала Богу. Ама не сега за мене играва, за тебе. Никогаш не сум украл нешто. Што украде? Значи уште се сеќавам тоа во глава ми е од кај тетка ми. Значи сум мал бев, значи нека се По дома си краде. Па не по дома кај тетка ми, значи тоа не е дома. Пора дома. Имаше да не джуџињето, текно Снежана и седмото джуџиње, така имаше така некои фигури. Кој го украде? Спанко. Не знам, глупче или дитко беше. Го нема глупчо. Кај? Не, искрено не ми текна што точно направи и зошто тоа го снимав, ама претпоставам дека сум сакал да си играм, се сеќавам на сликата дека ми беа во джеп, дека онака нели пред да сидеме до ово, мајка ми така на претрес. Што е ова? Чекај, сине, ко мал си пееш, сам чекај, клептоман да не станеш, тој да те провериме. Кој? Ја имам мастика украдена од малската продавница, ама доста добре бев подказна, да тој никош бе не би ми стигнал. Не сеќавам, ама ова е што се сеќавам, онака ми е во глава врежани, нели, она раката. Па толку е. Никогаш не сум бегала часови. Некако да. Охо, експерт бев за тоа, мајка ми од родителска на плачење си дојде дома. Види, јас имав селека што нели како нека што се занимава со уметност, со музиката работа, така да мене многу лесно проаѓав. И ти цело време пееш. Кај Даниел пее. И ја цело време кај Ивана научно е, Ивана ќора цел живот од толку прегледи научно треба да прогледам до сега, али тоа. Нема. Никогаш не сум фаќал врски за повисока оцена. Не сум. Не сум бидејќи не сум од потреба. На музичка? На ни еден предмет. Не. Никогаш не сум правил скара. Сум пафтав. Сум. Не сеќам колку била добра, ама ја дали. Никогаш не сум потрошил на шопинг повеќе од 500 евра. 500 евра. Онака одеднаш не. Не сум. Немаме ние таа пара. Не сме ние од тие милионери. Немаме ние таа пара. Така да, ако некој сака да донира, слободно нашата жиро сметка ќе видите на крај. Да направиме шопинг до 500 евра. Може од монтажа да ми го свртат уште еднаш ова сум, не сум, ова што ние имаме дела, кажи го да, како се викаше тоа? Джингл? Джингл, пошто на whatever. Джингл, затоа што имаме уште малку од интервјута, ама јас морам да ги земам и подаруци, веќе за на крај што ги издаваме, па да се одјавиме така. Сакам подаруци. Така да. Од 500 евра за шопинг? Еве ќе ви дозволам да ме снимате додека Лиле од продукција ваму позади камера, сега ќе се договориме. Договорено. Даре врти ова сум, не сум, се враќаме за кратко. Затоа се джингловите, за кога не мисли водителка дека поклони треба близина да си ги стави, тука пушташ джингл, чекај сега не дзиркај што имаме, не сме завршиле. Чекам преска, сакам да видам. Кој диоптер го имам, многу си убав вака да ти кажам.
Сега ќора си. Ништо не гледам, ја не знам како гледаш преку ова. Не гледам ова, не е избришано, не знам колку време не се А, за тоа избришано не и гледаш? очари, онака ги паѓаш со рац. Ги носам ради имидж. Не се шегувам. Така професорица. Да. Дани, кои се идните планови на музичко поле? Пак ќе те снимува или ќе работи се малку ќе повеќе? се работам со тоа што не знам дали ќе ме имува на македонска сцена, меѓутоа работиме со Марга и со Imsol Records. Значи, всушност, наскоро ќе искочи нов албум на еден од соработниците на Марга Солт, каде што јас гостувам со неколку песни, неколку траки, како вокал. Ќе ја почекам Марга да се врати од настапите ширум светов. Значи, не сме криви што Марга не е у студио, Марга не беше тука, инаку ќе ја земевме ние. Да, има толку апсолутно. место, ќе се најдат. Значи, август месец ни е планирано за работа во студио, за нови песни, таман ете периодов летово да ставиме Sunshine да се изврти онака како што треба. И здраве се тој вреда. Има некоја понуда за надвор за соработка ништо? Во однос на со други автори? Па не само автори, некој да ти речат дај. Нешто се крчка, меѓутоа ја нема да зборам ништо предварено заради тоа што не е убаво. Од искуство сваќам дека на нироден петко капамо, кројот по правило не треба. Да ги завршиме работите кои што ги имаме, пак е. Да не забравивме ништо да споделиме или мислам дека врти тука кажавме се. Случи, тоа е Врти тоа. случи, тоа е. Па ај чекај да ти ги дам поклони. Ајде да си одам. Ајде да си одиме. Чекај, сега вака. Значи не знам за живење за Бруно сигурно ќе ти треба понатаму и поголем стан, да се разбереме. Да, нормално. Значи за Бруно ќе Тоа ти треба донирате поголем стаклуч стан. или што? Да ви дававме станови, а вие никош не имаше да ги добиете. Јас и наредна недела можам да бидам гостен. Ама, кој ќе кажеш дека не познаваш, значи дека си бил на Шанк и кој ќе отидеш со оваа шулечка таму, значи дефинитивно ќе добиеш бенефици, ништо што види тука сигурно ќе ти најдат вакво станче убаво кој што ти одговара, значи има тука убави подарочиња да се измотивираш да си го најдеш новото станче. Благодарам. И предпоставам дека кафе пиеш многу. Па не многу, ама пија. Ама кога пиеш добро кафе, човек значи одма почнува да размислува другче за кафето. Ова ти е цела кеса на кафиња и овде имаш убави шолјечки. Ова шолје се свија сериозно. Ти си креативен, знаев дека ќе ја бенди со шолјата. Ова е шолје. Најинтересното од се е што имаш и сладолед, новија гориштини, Тоа не јадам, тоа не јадам. Не јадам сладолед. Добре, ќе дам Не на јадам чекај, дојдете мене. тебе. Јас јадам. Повели ова е за тебе. Уште еднаш тебе ти благодарам што беше гостин на Шанк. Полна ќе се бубо, чекај се да ни речеш овие. Знаеш се моментот што е? Не требаше вака да ми ги дадеш јавно, сега дома ќе ме пречекуваат, а кај се приконе? Чекај, дека не си стигнал дома, има у наши емисии ти ги даваат, само па ти ги зимаат назад. Чекај, ќе се договориме. Чекај, полека ти. Не, ќе си ги задаш за тебе, не знам. При крај сме со сезонава, затоа не ми треба веќе помина. Затоа се шегувам. Ти благодарам многу за гостувањето. Ти благодарам на тебе, ми беше навистина пријатно. Прв пат сум на Шанк со тебе, меѓутоа нема да не биде последен негде, може да се договориме и зад камера. Вака како искусно седиш на Шанк, кога сакаш готово. Ќе правам ја коктели. Договорено. Ти благодарам. Дами и господа, тоа беше Даниел Дан. Ова е крајот на интервјуто, но не и крајот на емисијата, така да останете уште малку со нас. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy. Deluxe. I'm alone if you Is it minute? happiness is the truth. Because I'm alone if you know it. Happiness is in you. No. I'm alone if you feel like Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Адора инженеринг. 15 години со љубов ги градиме вашите домови. За сигурен сон и топол дом. Светол, тивок, штедлив. Без страф од земјотреси, со енергетски пасош, одлична звучна изолација и мали трошоци. Реноме потврдено со светски награди за иновативност во стилот и квалитетот на домувањето. Избери мудро еднаш и уживај цел живот со најмилите. Синоним за дом со најмногу среќа на метар квадратен. Адора инженеринг.
Па тоа беше се од она што на Шанк ви го направи, освен коктели или што немам сега во моментов да ви понудам. Друга опција ми е да за 7 дена повторно бидете со нас пред вашите телевизори, да проследите уште една убава дружба во наше друштво. Ќе се заблагодарам на нашите пријатели и ќе ве потсетам дека е време да размислите сериозно за тоа ако живеете под кирија, за тоа колку од вашите пари ги фрлате во воздух и ако веќе имате присобрано нешто пари, треба да ги инвестирате паметно. Тоа значи уште денес да се обратите до нашите пријатели подржувачи на емисијата на Шанк, кои ги имаат најубавите станови во Скопје и не само во Скопје, на најатрактивните локации, квалитетна изградба на стан кој ќе ви заштеди и барем ако веќе го вложувате секој тешко спечален денар, барем тоа да биде паметна и мудра инвестиција. Преубава екипа, вредна и амбициозна, услужливи и културни ќе ве пречекаат и ќе ви објаснат се што треба да знаете кога станува збор за купувањето на вашето ново место каде што ќе живеете. Останете секогаш на Шанк, дружете се заедно со нас и на овие убави времења кога е лето, кога се шета, кога се оди наваму натаму. Не заборавајте дека нашата екипа се вози со најновиот Hyundai Tucson, модел на автомобил кој едноставно секој го посакува, дури и јас. Модел на автомобил кој малку ми е страв да го возам, ама дефинитивно со задоволство би се сликала и на предна и на задна камера. Значи, оваа кола е спас за тоа ако вашата сопруга цело време ви досаѓа или девојка да праите оние спонтани фотографии, каде ме кај гледај натаму, а јас ќе те сликам. Само кажи јај застани пред кола и камерава тука сензориви ќе те снимам. Ако ти досади, па искази не сакајќи на гаста се случува. Се шегувам. Сензорите од овој моќен автомобил ќе ви покажат дека вашата сопруга е пред автомобилот или позади, па ако направите белјак не може да се оправдате пред судијата. Закажете средба ако сте за купување на нов автомобил, информирајте се за одличните поволни услови кои ги нудат за да си го купите вашиот автомобил од соништата. А сега јас се возам со Hyundai Tucson право на кај дома, а вие, драги мои, гледате на Шанк репризно на YouTube ако нешто имате пропуштено и не следите на Facebook страницата на Шанк со Ивана Наскова.